Во студиото со вас, Деспина Тодоровска. Добар ден и ви благодарам за вниманието. Коалицијата предводена од ВМРО ДПМН денеска ќе одржи митинзи и средби со граѓани во Кончева, Ландово и Дојран. Лидерот на партијата од вчерашниот митинг ги повика граѓаните масовно да излезат на вториот круг од изборите. Мицкоски испрати порака и до коалицијскиот партнер Вреди, дека ВМРО ДПМН нема да ја заборави жртвата со која на овие избори не кандидираше своји членови во повеќе општини во кои даде поддршка на кандидатите на Вреди, а за возврат не ја добива нивната поддршка во вториот круг од изборите. Поднесовме жртва. Не беше лесно. Многу ми беше тешко кога ги гледам во очи нашите сопартици од Тетово, од Гостивар, од Струга, од Чаир, од Дебар. И за тоа платиме цена. И за тоа има жртва. И ние не бараме ништо. Не бараме за возврат ништо. Затоа што имаме план, имаме цел. Ние бараме почит. Само почит. За жртвата која што сме ја дале за друг. Не ја добивме. И тоа нема да го заборавиме. Но сега да се фокусираме на нашиот врвен приоритет, а тоа е 2 ноември. Масовно да излеземе, ве замолувам, да ја пренесеме оваа порака, за масовно да излеземе. Ве замолувам да тропнеме на секоја врата. ВМРО ДПМН е во паника дека СДСМ ќе освои повеќе општини отколку тие во 2017-та, велат утрово од опозицијската партија. ВМРО ДПМН не може да се помири со фактот дека СДСМ останува најсилна опозицијска партија и дека е на пат да освои повеќе општини од ВМРО ДПМН во 2017 година. Мицкоски е во шок од изборниот резултат, колку и да се обидува триумфалистички да ја труе јавноста со соопштенија. Факт е дека изгубија 140.000 гласови, факт е дека доколку утре би имало парламентарни избори би освоиле 7 пратеници помалку. Граѓаните јасно го поразија и неговиот коалицијски партнер Знам, кој требаше да биде тројанскиот конј за делење на СДСМ. Овој план пропадна и Знам е на пат на исчезнување. Затоа Мицкоски и ВМРО ДПМН мораат да пуштаат секојдневни соопштенија за лажно да ги мотивираат своите гласачи, но реалноста е сосема поинаква. СДСМ продолжува со својата кампања во 17 општини. Ги повикуваме граѓаните да излезат масовно на гласање, да ги поддржат нашите честни и докажани кандидати кои искрено и посветено ќе работат за граѓаните. Лидерот на ДУИ Али Ахмети за денеска свика состанок на највисокиот партиски орган. Состанокот ќе се одржи во 13 часот и 30 минути во партиското седиште на ДУИ во Малва Речица, а партијата ќе ги анализира изборните резултати по првиот круг од изборите на кои коалицијата Национална алијанса за интеграција освои 3 општини, од кои кандидати на ДУИ победија само во Липково и Власница. Кандидатот на ДУИ за општина Чаир, Бујар Османи, изгуби трката од својот против кандидат Изет Меджити. Дел од албанските медиуми деновиве пишуваат дека лидерот на ДУИ планира повлекување од политиката по вториот круг од изборите, но од ДУИ засега нема потврда на ваквите информации. Во Тетово денеска се и лидерите и функционерите на коалицијата Вреди, кои според најавите ќе остварат средби со граѓаните на Тетово. Детали за состанокот на ДУИ и за средбите на лидерите на Вреди пренесуваме во вестите во 16 часот. Кандидатот за градоначалник на град Скопје од редовите на Левица утрово порача дека состојбата со хигиената во градот е загрижувачка. Мециновиќ ја побара поддршката од граѓаните за конкретни решенија и кој вели дека нема да дозволи приватизација на комуналните јавни претпријатија. Сликовито ни се покажуваат едноставно контурите на планот кој досега беше во главите на градоначалниците на ВМРО ДПМН, тоест колабирање на градската хигиена за да се оправда приватизирање на комуналното хигиенско претпријатие. Ние тоа нема да го дозволиме, ние сметаме дека комуналното хигиенско претпријатие треба веднаш да се
окрупни во неговите капацитети, во неговата механизација, во условите за работа на луѓето и веднаш едно посилно претпријатие да настапи на улиците на град Скопје и да одржува хигиената во континуитет на вистински начин. Но откако ќе се исчисти сето тоа ѓубре, ние сметаме дека постојат иновативни научни методи кои веќе се користат во некои градови во Европа. Ние имаме стапено со некои странски експерти кои работеле со оваа технологија и има можност во град Скопје да се донесе технологија за преработка на комуналниот отпад во смеса која потоа служи за вадење на деривати на гориво. Кандидатот за градоначалник на општина Центар од редовите на Знама, поддржан од ВМРО ДПМН Лабудовиќ, најави субвенции на најголемиот дел од трошоците за годишниот сервис на лифтови и хидранти во сите стамбени згради во општината. Чекор што ќе има за цел да ја зголеми безбедноста на граѓаните и да ја поттикне одговорноста кон редовното одржување на зградите во општина Центар. Ја најавува мерката за субвенционирање на 70% на трошокот на годишниот сервис на лифтови и хидранти во стамбените згради. Ова е мерка што значи безбедност, сигурност и одговорност. Со ова поддршка ќе им помогнеме на граѓаните редовно да ги одржуваат лифтовите и противпожарните системи, а истовремено ќе ги намалиме трошоците во домашниот буџет. Безбедноста на секој човек, секој семејство и секој дом во Центар е наш приоритет. Со вакви мерки покажуваме дека општината е вистински партнер на граѓаните. Кандидатот за градоначалник на Центар од редовите на СДСМ, Горан Герасимовски, пак од вчера најави дека ја замрзнува предизборната кампања за да се справи со ѓубрето во неговата општина. Вчера заседаваше кризниот штаб на општина Центар, каде се одлучи сите вработени во општината и ПОЦ да бидат мобилизирани на решавање на овој проблем. Поставување мали контейнери за отпад во густо населените места. Ѓубрето наместо во Дрисла ќе се носи на посебен плац со мали камиони, па оттаму ќе биде транспортиран во депонијата. Покрај вонредната дератизација на околу 1900 шахти во општина Центар, викендов ќе се спроведе итна дератизација и дезинфекција во училиштата и градинките на ниво на општината, најави вчера Герасимовски. Викендов почнува зимското сметање на времето. Во недела на 26 октомври во 3 часот завршува летното, а почнува зимското сметање на времето. Стрелките на часовникот ќе се поместат 1 час наназад, односно времето во 3 часот ќе се смета како 2 часот. Одлуката за промена на сметањето на времето во земјава, како што посочуваат од Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини, е донесена врз основа на годишната практика за регулирање на сметањето на времето и има за цел усогласување со европската регулатива во оваа област. Зимското сметање на времето почнува секој последен викенд во октомври и трае до последниот викенд во март следната година, кога повторно настапува летното сметање на времето. Европскиот парламент на 4 март 2019 година изгласа да биде укинато сезонското поместување на времето од 2021 година, но Советот на Европската Унија се уште нема донесено коначна одлука на оваа тема.